ССМ не се откажува од барањето за повисок минималец, 6.000 денари повеќе од она што го предвидува законот, со што би достигнала платата 30.000 денари. Подаваат рака за преговори и велат дека владата во нив не треба да гледа низ призмата на политиката, доколку нема договор, не ја исклучуваат можноста да излезат на протести. Подаваме рака да најдеме решение за сите предизвици со кои се соочени работниците, меѓутоа, ако некој смета дека 24.000 денари и 400 е доволна плата за работниците во Македонија како минимална плата под која не може да се исплати ниту една плата, а најниската плата во регионот е 457 евра во Србија, мислам дека ќе треба да ги запалат автобусите и да не преселат сите од Македонија, нешто што мислам дека треба да ги загрижи апсолутно сите. Од владеачката партија пак сметаат дека било очигледно и Сојузот на синдикати во координација со СДСМ. Велат дека СДСМ првин излегува со соопштение, потоа ССМ само ги повторува нивните барања, а СДСМ ги прифаќа и најавува дека ќе ги преточи во предлог закон. Слободан Трендафилов е незаконски претседател на ССМ, кој узурпира од функцијата со помош на СДСМ. Ова не е независен синдикат, туку партиски инструмент на СДСМ. Се користи за креирање забуна во јавноста и за блокирање на реформските процеси. Методологијата со која минималецот треба да порасне за само 1.800 денари ја донесе СДСМ кога беше на власт, а сега од опозиција вели дека најмалата плата требала да порасне за 7.800 денари. Нивните проекти и ефекти кои што мислат дека ќе донесат некаков ефект, дека немаат никаков резултат, туку и одбиваат покачување на 500 евра плата и одбиваат да соработуваат, да имаат социјален диалог и да ги покачат платите на работниците. Владата порача дека ќе прифати се што ќе договорат работниците и синдикалците, но е децидна дека во буџетот нема пари за субвенционирање на придонесите како што предлагаат и ССМ и СДСМ. За да проложат преговорите на Економско-социјалниот совет мора да се формира комисијата која ќе ја утврди репрезентативноста на синдикатот. Според најавите од премиерот, тоа треба да се случи на утрешната владина седница. Според законот, минималната плата треба да се усогласи до средината на месецов, а да почне да се исплаќа од април.